Европскиот фронт предводен од ДУИ најавува битка за почитување на духот на Охридскиот договор и ги повика граѓаните на масовна поддршка. Сепак, Али Ахмети не објасни што значи ова, со оглед на тоа што договорот е и повеќе од спроведен. Лидерот на интегративците останува огорчен што е во опозиција и се уште тврди дека најголемата македонска партија која ќе партиципира во владината коалиција диктирала кој ќе ги представува другите заедници. Поразените на изборите, без легитимитет на суверениот, подклекнаа целосно игнорирајќи ја волјата на народот, Охридскиот договор, легитимитетот и без никаква почит кон оние кои ги донесоа сите овие квалитативни промени во нашата држава. Во овој контекст, граѓаните не прашуваат кое е значењето на демократијата кај нас, ако мнозинската заедница определува кој ќе ги представува албанците, турците, ромите, бошњаците и другите заедници. Зошто овие заедници треба да се организираат во политички партии и да учествуваат на избори за да го добијат легитимитетот на нивните сонародници, ако без разлика на волјата на нашите заедници, најголемата македонска партија одлучува за нив според нивните преференции и предпочитања. Според Ахмети, коалицијата вреди од ситни лични амбиции и омраза кон нив, подклекнале и овозможиле етничка хегемонија. Го започнуваме овој пат за да не дозволиме мајоризација која што го оптоварува со животот и демократијата и ги повикуваме граѓаните да не се придружат во нашите напори да го заштитиме гласот, легитимитетот и духот на Охридскиот договор, но и на договорите од Преспа и за добрососедство за европската иднина. Председателот на БЕСА Билал Касами, дел од коалицијата вреди, му порача на Ахмети дека имал речиси 2 децении на власт за да ги направи сите работи за кои зборува. Доколку Али Ахмети се грижеше за интересите на албанците, ќе најдеше некакво правно решение. Како што е во Косово, каде србите се заштитени со тамошниот устав за нивна застапеност во владата. Ахмети имаше 10 години со Груевски и 8 години со Заев да го институционализира ова прашање, но тоа не го направи. Касами побара од ДУИ да се однесува како конструктивна опозиција, критикувајќи ги што вчера ја напуштија салата, додека се дебатираше за изборот на Африм Гаши за председател на собранието.